беше, Петре? Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Вечерва мој гостин е професор доктор Виолета Ачковска. Виолета, добро вечер. Добро вечер. Ние сме со сериозна намера двете во оваква комбинација. Имаме убава тема за разговор. Тоа е темата за Петре Пирузе Мајски, охријенец пред се, бидејќи нас роднокрајноста не поврзува со него, но за нас е најзначаен дека е тоа еден македонски народен херој, револуционер, основоположник на правосудните органи и на адвокатската комора, но повеќе од она што треба да го истакнеме дека тој е командант на втората оперативна зона за време на Втората светска војна, член е на президиумот на АСНОМ, а предходно е член и на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Секако најважното дека е прв повереник или министер за правосудство и многу нешта кои што во текот на нашиот разговор ние ќе ги истакнеме, но на почетокот да објаснам зошто се определивме за оваа тема, бидејќи на 11 јануари 1980 година Петре Пирузе Мајски почина и мислам дека ние треба да му дадеме особена почест, но и внимание на овој сериозен историски лик пред се, но и на човекот кој што се викаше Петре Пирузе Мајски, кој што треба да биде на некој начин и инспирација на сите млади генерации македонци во оваа држава, а мислам дека и во иднина. Читајќи за него најмногу во овој период ми е интересна работата што тој почнува револуционерно и оној политички активизам да го гради во МАНАПО, во Македонскиот народен покрет или движење, или како некои што го викаат големиот македонски фронт. Ајде да почнеме од таа тема, од тие години на Петре Пирузе. За да дојдеме до МАНАПО, секако треба да го кажеме неговиот престој во Белград. Така. Белград во 30-тите години беше центар на тоа револуционерно, младо, прогресивно движење и пред се антифашистичко движење, бидејќи тоа период на појавата на фашизмот и токму МАНАПО се јавува во тој контекст на народните фронтови кои беа уште со 7-миот конгрес на Коминтерната за борба против фашизмот. Значи МАНАПО е Македонско народно движење, антифашистичко, национално, кое има посебна програма и таа програма, што е најважно, веќе да ја поврзиме со личноста на Петре Пирузе Мајски, се носи на 28 август 1936 година, токму во Охрид. Значи Петре Пирузе е организатор на таа огромна средба на млади интелектуалци, национални дејци кои растат едноставно во тој период и кои ќе бидат носители на македонската национално-ослободителна борба во следната фаза и во Втората светска војна. Значи, токму тој го организира тој состанок на МАНАПО, каде е концепирана неговата програма. Значи, основна точка во таа програма е јакнење на македонската национална свест и борба за македонскиот народен јазик, борба против профашистичката диктатура во Југославија, барање да се оформи Македонија како посебна единица, да добие право да биде посебна единица во преуредена федерална Југославија. Значи, една концепција дава тоа македонски народен покрет или МАНАПО, која подосна ќе се остварува во текот на Втората светска војна и свој врв ќе достигне на првото заседание на АСНОМ. Значи, тој континуитет. Инаку Петре Пирузе Мајски исто така во овој период, после таа активност на МАНАПО, се вклучува во Сдружената опозиција, 36 година во овие општинските избори, 38 година во парламентарните избори, кога го имаме вклучек, нели, и Методи Андонов Ченто, тие барале начини
преку опозицијата да дојде до израз македонскиот збор, македонската национална свест. И не случајно низ овие градови, кога настапувале на митинзите на земјоделската партија на Јорце Јовановиќ Пижон, настапувале на македонски јазик, фактички ја компромитирале српската партија, но тоа бил единствен начин како да дојде до израз, барањето на ниските слои во општеството, но и барањето на потиснатата нација каква што била македонската во рамките на кралството Југославија. Исто така во овој период Петре Пирузе е вклучен во таа интелектуална елита во Охрид која го има пеачкото друштво Вал. Тоа е многу интересно друштво каде исто така беше забрането од режимот пеачко културно друштво Вал, бидејќи тие се спротиставија да учествуваат и да пеат на некои режимски манифестации. Значи покажа едно изразито антирежимско расположение. И Петре Пирузе исто така, значи, учествува во таа група на охридска интелигенција во овој период, Еснав од чаршијата и така, кои веќе национално беа созреани и кои ќе ги направат на тамошните чекори во ослободителната борба на македонскиот народ. Исто сакам еден момент, 39-та година на митингот на земјоделската партија во Охрид Петре Пирузе настапува на македонски јазик. Тоа толку ќе го вознемири водачот на оваа партија Јован Јовановиќ Пижон, што тој ќе почине во Охрид, ќе умре во Охрид во куќата на Димитрија Грубче кој бил кандидат за пратеник. И ги кажуваат последните негови зборови кои му рекол вие, вика господине Пирузовиќ, на ич тогаш македонците ги крстуваа, вие господине Пирузовиќ од мене направивте пачавра, па што ќе кажат во Белград за сето ова? И после тоа починал во куќата токму на Димитрија Грубче во Охрид Јован Јовановиќ Пижон, еден изразито големо србин кој секаде го бранил српството, доживува пред него во неговиот на митинг на неговата партија да се зборува на македонски јазик и токму Петре Пирузе Мајски излегол со тој говор на македонски јазик. Во секој случај луѓето создаваат историја, тоа е едниот дел на нашата определба, историјата. Интересно е што Петре Пирузе станува и предводник на комунистичката партија во градот Охрид. При тоа се случува една провала и неговото поимање од страна на бугарската власт, како тоа сето се одвива во тие денови кога веќе доаѓаме до моментот кога ќе пребегне во слободната во територијата каде што ќе го организира слободното движење, ма за тоа подоцна. Да, точно. Значи Петре Пирузе Мајски веќе 41 година веќе длабоко навлезен во комунистичките води како член на комунистичката партија и во Охрид ја формира таа основна организација, местниот комитет во Охрид со амин нели на повисоките органи. Стив Наумон специјално доаѓа тука од Битола и со него има доста контакти Петре Пирузе Мајски, значи, но таа организација по бугарската окупација на Охрид, нели после 18 април кога германците им дозволуваат на бугарите да окупираат дел од нивната окупациона зона во Македонија, тогаш доаѓа бугарска војска, жандармерија, администрација и така натаму. Значи во овој период тие ја разоткриваат таа мрежа комунистичка која се создава, баш во моментот кога Лазо Колишевски после тргањето на Шарло, значи исклучувањето од комунистичката партија на Југославија, Лазо Колишевски доаѓа во Македонија испратен како делегат, нели постојано од центарот од ЦК на комунистичка партија на Југославија праќаат инструктори, делегати и така натаму. Во септември доаѓа Лазо, но тој брзо во октомври, Лазо Колишевски, нели, во октомври е уапсен заедно со поголема група охридски комунисти. Значи, двајца од тие комунисти, тоа се Петре Пирузе Мајски и Колишевски, се осудени на смрт. Но на Колишевски казната е прииначена, значи во доживотен затвор, додека Петре Пирузе во тој момент се наоѓа во Ресен кога е таа провала во Охрид, така што го избегнува апсењето. И тој во отсуство е осуден на смрт. И казната негова не е прииначена, само казната на Колишевски е прииначена во доживотен затвор, оди во Бугарија, во Плевен и до 44 до 9 септември тој нема ништо со народно-ослободителната борба во Македонија, за после да го
прогласа за главен борец и спроводник на НОБ во Македонија. Тој значи доаѓа еден месец тука и толку е неговото присуство во Македонија во Втората светска војна. Значи Петре Пирузе успел во ресен кога веќе да го избегне тоа апсење на бугарската војска и од ресен се префрла на територијата на Шкипнија, односно на италијанското окупационо подрачје, каде италијанските фашисти заедно со албанските балисти и припадници на профашистичките организации во Албанија ја формираат таа голема албанска држава Шкипнија. Но тоа е италијанско окупационо подрачје, точно така. Петре Пирузе Мајски оди во селото Белчишта, значи таму се закрива после сета таа провала која се случува во Охрид и почнува таму како што бил борбен, немирен дух, национално определен во секој поглед, почнува таму да ја шири револуционерната идеја, да создава партиски организации, најпрво во Белчиште, Издеглавје, Црвена вода и така натаму, ја шири, значи, 41-42 година, ја шири целата таа партиска мрежа и во сите овие села формира партиски организации. Ако ние 40 година имаше 3 келии со по 3 члена партиски на селото во Македонија, сега замислете си само во Дебрца, во тие село, колку ја шири таа комунистичка организација Петре Пирузе. Исто така, значи, во овој период, тој покрај тоа што ги формира овие организации на партијата, веќе е и предводник на организирањето, како председател на воен комитет бил и во Охрид назначен, но и тука веќе формира посебно, почнува да го ангажира населението, да создава база за формирање на партизански одреди, кои ќе се формираат повеќе во текот на 43 година. Петре Пирузе нели ќе го формира одредот Славе, Малесискиот одред, значи неговата дејност се проширува и низ Малесија, а исто така и одредот Јане Сандански. Да. Во текот на 43 година тој веќе е назначен кога се поделува на оперативни зони територијата на Македонија, тој е назначен за командант на втората оперативна зона. По окупацијата на Италија, значи 8 септември 43 година, фактички ова територија каде што Петре Пирузе е активен, создава услови за оружена борба, команди на место, партиски организации, прибира материјали, оружје и така натаму, за да се излезе во партизани населението и така натаму. Значи, во овој период на слободната територија, ова територија е слободна некаде до декември 43 година, значи неколку месеци. Тука се создава, почнува да функционира народна власт во овој дел. Значи Петре како сестран еден бил и стратег, војник, партиски активист, значи создава цивилни и воени органи на народно-ослободителните одбори и така натаму, тоа функционира како една слободна територија на мала држава во држава, значи онаму каде што делува Петре Пирузе. Но да спомнеме и за свештеничкиот иницијативата ја дава за свештеничкиот. Да, за свештенички во Издеглавје, во Собир, значи тоа е зачеток на појавата на македонската самостојност, на борбата на македонската православна црква, бидејќи колку и да биле комунисти, тие биле свесни дека за целосна еманципација на македонскиот народ покрај националното ослободување потребно и црковно самостојување. И тоа е таа нивна сестраност и визија. И ја секогаш кажувам дека тие основоположници на исламската држава имале најголема визија за македонската држава, што ниедна влада до ден денес ја немала таа визија, што имала таа асномска делегација на Методи Андонов, Ченто, Петре Пирузе Мајски и Лазар Соколов и целата таа плејада личности кои ја создавале македонската држава. Но, покрај сето тоа, Петре Пирузе си стекнали непријатели. Мислам дека, читајќи ги материјали и документи за него, Александар Крстевски Јулски, Крсте Црвенковски, малку го стават на критика Петре Пирузе, дека ете тој во Дебрца, треба да ја тера тој воената работа, партиската работа да ја препуштање на Јулски и така натаму, а тие не биле толку популарни на тој терен. Народот верувал на Петре Пирузе, тој секојдневно бил во контакт со луѓето, тој тие контакти ги воспоставил уште додека бил писар во Белшишката општина пред војната 31-33 година, значи народот го сакале Петре Пирузе Мајски, тоа бил вистински народен трибун, човек со харизма, едноставен,
подготвен секому да помогне. Тоа ретко која личност го имала. И нормално дека тоа создава љубомора кај луѓе, кај соборци и така натаму. И од тука почнува едно непријателство. Значи, јас сакам сега ги барам корените на судбината на Петре Пирузе Мајски. Исто така во овој, значи, период е многу интересно што Петре Пирузе Мајски се спроти многу оштро го критикува Елисије Поповски Марко, 43 година, а Елисије Поповски Марко беше до 52 година началник на УДБА на Македонија. Од каде, значи, Петре Пирузе Мајски таков однос код него и толку жестоко да се справат со него во 50 година и така. Значи, Елисије Поповски Марко стрела двајца селани од селото Мраморец, кои контрачетниците ги принудиле да бидат чувари. Петре Пирузе Мајски, каков што бил хуман, широк, многу тоа вика лошо се одрази во народот. Можете да се замислите каква штама меѓу луѓето ги собрале, ги убиле без судење, без вино, без вина да имат луѓето и така натаму, и дошол во директен судир со Елисије Поповски Марко. И што е интересно, во исто време доаѓа писмо од главниот штаб на Србија до Темпо, кој Темпо бил исто така тука, каде јавува дека Елисије Поповски Марко вика треба да го стрелате, вика, затоа што ја пропасти 2 одреди во Србија. Но наместо да се стрела, точно е тој систем на сталинизам кој почна да се формира после 45-та година, кога целите напори за воспоставување на некаква судска и правна власт беа елиминирани, бидејќи Петре Пирузе беше испратен во Белград, беше отстранет од локален терен од Македонија, значи точно такви луѓе кои имаат дамка во биографијата беа поставени на органите за внатрешни работи. Елисије Поповски Марко на УДБА, Цветко Узунлевски Абас, кој на душата му се припишуваат убиствата на Лена Стојчева и Панде Чесноска, да убиствата на 2 партизанки, значи тој е заглавен во еден неморал. Значи тие луѓе стануваат главни на органите за внатрешни работи. Министар до 53 година за внатрешни работи е Цветко Узуновски, а до 52 на УДБА началник е Елисије Поповски Марко. Значи, кога веќе почнуваме да зборуваме за судбината на Петре Пирузе, мора да се тргне од тука. Инаку, кога веќе во декември месец 43 година почнува балистичко-германска офанзива, со опожарување на многу села во Дебарца, со изнасилување на жени, со едно убиства и така натаму, главнината од партизанските сили се повлекува на југ, оди кон Егејска Македонија, а Петре Пирузе Мајски со една мала група, значи, останува на теренот и со одредот Јаден Сандански да го штити населението од овие напади, злосторства. Исто така води грижа за ранетите борци, да се снабдуваат, барал канали со санитетски материјал, со лекови и така натаму, исто така води грижа. Значи, неговата хуманост била огромна и луѓето тоа го гледале во овој период. Понатаму веќе следи донесувањето на манифестот на главниот штаб и приговорот. Петре Пирузе Мајски е еден од подписниците на манифестот, како член на главниот штаб. Целиот главен штаб се подпишува на тој манифест и како има приговор дека не е доволно поставено прашањето за обединување на Македонија. И што е абсурдот на сето тоа, Петре Пирузе Мајски, иако го подпишува овој манифест на главниот штаб, фактички тој првата забелешка и првата голем минус кој ќе му биде ставен е во 44 година, кога во декември оди во Бугарија, а и бил испратен од Ченто и од Панко Брашнаров, а во неговото досие пишува дека отишол на лекување. Не, тој бил според одлуката на иницијативниот одбор испратен да воспостави контакти со македонската емиграција во Бугарија, која и била потребна на Македонија. На Македонија и бил потребен школован кадар, а такви школовани кадри имало таму. Петре Пирузе држи говори за федерација, кој британските известителни служби, значи, страшно биле гневни, веднаш интервенираат
и во Белград и во Софија да се сопрат неодмерените изјави на македонските овие политичари, а и во исто време Како се Павел зове, Шатев да? држи предавање. Димитар Влахов таму бара емиграцијата да се врати во Македонија, Да. македонската емиграција од Бугарија, значи сето тоа коинцидира, а Петре Пирозе Мајски, како што бил храбар, отворен, смел, јавно тоа на пресконференција, па лондонски Тајм му прави интервју и така натаму. И така Петре Пирозе, кога се враќа назад, партискиот политбирото на ЦК на КПМОВД, начело со Лазо Колишевски, ужасно се гневни на Петре Пирозе, веројатно и од Белград им сигнализирале, но тие се гневни зашто Петре Пирозе без нивно одобрение, значи отишол во Софија и на враќање не поднесол извештај на политбирото на ЦК КП. Значи тука доаѓа едно време во кое од едната страна стои правната држава, чиј застапник е Ченто, Петре Пирозе Мајски и таа плевада од президиумот наснон по големиот дел, а на другата страна е политбирото, партиската држава, значи настанаме на паралела помеѓу правната и партиската држава. Она што првите од АСНОМ секогаш велеа да се оддели државата од партијата. Ама не. Ама не. Значи не, затоа што и на југословенско ниво политбирото на ЦК КПЮ бил главниот творец на целокупната југословенска политика. А во тоа политбиро до таму до која до 7-миот конгрес, мислам до 58 година, нема од Македонија член, што значи дека македонците воопшто не учествувале во креирањето на таа политика, бидејќи немало член на политбирото на ЦК на КП. Значи тој е абсурд. Од една страна Петре Пирозе застанува за правната држава и тоа ќе го тера целиот негов живот, борејќи се за правото и уставот, значи тоа е Да таа кажеме дека тој е основоположник основоположник, првиот правниот систем во Да. Македонија, кој денеска за жал не може ни да биде бледа сенка на тоа што се предвидувало, Да. на адвокатската комора. Значи имал визија како треба да изгледа еден правен систем Правен и систем. фанатично се залагал Одделен за тоа. од другите власти. Значи судската власт да се биде независна, одделено, а не да биде партиска судница, него да биде точно одделен и да се суди според правна норма, а не според прогласена општествена дејност. Значи првата работа која Пирозе исто така се спротивставува на таквите партиски директиви на партиската држава е спротивставувањето во Охрид да бидат стрелани 56 охриѓани. Претходно беа стрелани 53 во Велес, 48 во Куманово, 18-19 во Ресен и фактички во сите македонски градови имаше такви, 300 во Прилеп, имаше Ченто го спречи стрелањето на тие 300 граѓани. Во нас, значи, без знаење на правосудната власт, без знаење на државната власт и на президиумот насном, сојузна осна со партијата во Македонија, со политбирото, со Лазо Колишевски, организира такви стрелања на граѓани без судски процеси. Значи, Петре се спротивставува, вика, не може ние да убиваме луѓе по нечи список, туку тие луѓе треба да се судат и според докажаната вина да бидат осудени, а не да бидат стрелани според некои притисоци. И затоа 49-та година, кога веќе зовира времето на информбирото во неговото полициско досие стои, дека тој бил од тие што 45-та, 46-та година се борел жестоко против ОЗНА. Фактички, Петре Пирозе се борил за правната држава, за владењето на правото, а не против ОЗНА, но во едно такво време, кога биле идеолошки еден силен расцеп настанува нели со информбирото, една страшна ситуација во која сите астомски дејци кои биле Цела како генерација Петре Пирозе, да. значи почнувајќи од Петре Пирозе, Лазар Соколов, Владо Полежиновски, значи Васил Калајџиски, значи после елиминирањето на Ченто, сите овие биле на одстрел. И од седницата на 25 март 45 година, кога Миха Маринко го во извештат го критикува македонското раководство, било дадена наредба за сите тие личности кои не се покорувале до крај на партиските директиви да се полнат досието. И почнуваат тие валкани полнење на досието на сите овие личности и се чека погоден момент сите да бидат елиминирани. Значи во таа група еден од водечките е Петре Пирозе Мајски кој треба да биде ликвидиран. И затоа, значи,
тие погоден момент е фактички судирот со информбирото. Во овој период во Белград се... Како е отстранет од Македонија? Значи, од Македонија е отстранет после третото заседание на АСНОМ, значи 14 до 16 април, кога избрана првата народна влада на Лазо Колишевски. Значи, тоа е интересно, индикативно е, например, една изјава на Светозар Вукмановиќ Темпо, кој вика, нас овде не ни требаат, вика, интелектуалци со матни мисли, не ни требаат учени луѓе, нас ни треба селско-работнички и кадар кој не знае да зборува, ама ќе ги спроведува директивите. Значи, се појавува на крајот на војната едно етикетирање покрај автономизам, значи за македонскиве кадри, во кој автономизам, нели, Петра и Ченто и така натаму, се појавува едно етикетирање за интелектуалштината. Радка Протогер многу убаво тоа опишува како, значи, таа интелектуалштина. Значи, сите интелектуалци носат матни мисли, треба да бидат отстранети од локален терен, затоа што кога се враќа Лазо Колишевски во Македонија, никој не го знае Лазо Колишевски, не знае да го зборува ни македонскиот јазик, но тој бил на седницата од 21 март која спомнав, Лазо Колишевски е нашиот доверлив човек, таму кажуваат од Политбирото на ЦК. Значи, го остават како доверлив човек кој треба да се создаде нов култ. Покрај култот на Тито во Македонија се создава култот на Лазо, кој не учествувал ни еден ден во НОП на Македонија, но кој требало да ги понесе сите заслуги од народно-ослободителната борба. Додека Кузман Јосифовски Питу ја организираше борбата. Кузман Јосифовски Питу не го ставија за председател на ЦК КПМ, туку го ставија Лазо Колишевски кој беше во затвор. Значи тоа, после доаѓањето на Темпо, целата тај македонски автономизам, целата таа македонска парола за Македонија да биде субјект слободна Македонија во слободен Балкан се приначува слободна Македонија во слободна Југославија. И треба да се ослона на тие кадри како што бил Колишевски, значи сигурни кадри во Македонија. И сметале луѓето со воени заслуги, сметале луѓето со образование, интелектуалци, сметале луѓето омилени за народот. Значи, како викаат од ЦК горе во еден извештај, вика, ние сме, вика, виновни што, вика, кај народот го подгревавме авторитетот на тие луѓе. Значи, бидејќи партијата била малобројна, таа се ослонувала на авторитетот на вакви јаки личности кои биле омилени во народот за да воспостават власт. А сега веќе не им требало кога ја воспоставуваат власта и тие личности треба да бидат тргнати, треба да бидат ликвидирани. Значи, еден по еден треба, вика, да ги компромитираме. Не фронтално, него еден по еден, прво по нивните ставови ќе удираме, а после еден по еден. И најлесно било да се отстранат од локален терен, да се тргнат од таму, а историјата да започне со Лазар Колишевски и со неговата група на истомисленици. Затоа, Петре, најзаслужниот во текот на НОП, како што беа Кузма, не знам, Стив Наумов, Мирча Асев, да не ги набројуваме, плејада македонски револуционери кои загина за слободата на Македонија, значи Петре Пирузе со плејада македонски интелектуалци е тргнат од локален терен. И тој кога во Белград, кога се среќава со неговиот пријател Киме Манчевски од Ресен, иначе беше многу близок и мене пријател, често разговаравме за Петре Пирузе, му рекол, јас не сакав да бидам сојузен судија во Белград, го испратија за сојузен судија. Јас сакав да останам во Македонија, да си ја градам мојата татковина, да придонесам во Македонија. Вака изолиран во Белград како судија, имаш работа, имаш екзистенција, но во Македонија немој да чепкаш тоа, беа. Сега човекот кој што се залагаше најмногу за правосудството и како треба тоа да реагира како систем, дали добива пресуда со докази за да биде осуден? Значи, човекот кој навистина фанатичен верник во уставот и во правото, без никаква судска одлука, без никаков кривичен акт, од дома на 14 ноември 50 година беше собран од домот и одведен прво во истражен затвор, а потоа и на Голи оток 50 година декември, фактички до февруари, мислам дека така. Се спомнувам и на Голи оток што биле негови, да речам, соборци на Голи оток, дека поприлично бил измачуван. Се спомнува и некаков кафес. Значи, Ченто уште со самото тргање со седмата група затвореници од Белград на Голи оток,
уште на самиот брод пунат при самото патување низ прекрасниот Јадран, како патували врзани еден со друг и така, тоа страшно нешто, мислам, кога го опишуваат сведоците, тоа страшно што се случува. Петре Пирузе уште на палубата, самиот брод пунат, излегле, вика, тоа го опишуваат луѓето кои со него биле тогаш. Петре Пирузе и Мире Анастасов, исто така еден македонски револуционер, биле повикани од службениците на УДБА и претепани до смрт на самата палуба од бродот, уште пред да стигнат на Голиот оток. А потоа, знаете, на Голиот оток се поминувало низ тој шпалирот, во кој сите удирале, бидејќи на Голиот оток бил воспоставен монструозен систем, овие робијашите сами со себе да се измачуваат. Колку повеќе го измачуваш тој што го сметаш дека не е превоспитан, таму на општествено превоспитување ги праќале, значи колку толку мислиш дека побрзо ќе дојдеш до степен на активист, дека ќе биш рехабилитиран и така натаму, и жестоко удирале на сите. Значи, тој тепачки строј го поминале, секој вика кога излегувале од стројот, никој го не можел веќе да препознае со скршеници, со крв облеани, тој шпалир се вика топол зајак, значи, бидејќи од топлата крв што течела, значи тој метод топол зајак го нарекувале на шпалерот. Петре Пирузе на Голиот оток, значи, што бродот пунат, уште при самото патување бил изложен на насилство. Кога стигнал на Голиот оток, секој ден го испитува. Тој било тие затвореници во кебе, значи кои секоја вечер го тепале, потоа не можел да стојат, па го кебе го враќале во келијата. Значи било тие тврдикорните, непокорните. Вика, тоа е жално кога ќе гледаш на Голиот оток поранешни величини, команданти, фигури, председатели, не знам, на собрание на влада, како паѓаат морално во духот. Но Петре Пирузе не паднал во духот како Ченто што не паднал. Тоа се тие ретки луѓе во нашата историја. Уште пред 49-та година, уште кога му ги полнеле ова досието, кога сакале да го одведат на Голиот оток, вика Петре Пирузе критизерски се однесува кон нашиот систем и така натаму. Петре Пирузе Мајски со неговите соборци кои сите завршени на Голиот оток, Лазар Соколов, Полежиновски, Калајџиевски и така натаму. Дискутирал за колективизацијата, за насилството на село кој се спроведувало, дискутирал за недемократските методи во партијата, значи исто така многу го критикувале со Лазар Соколов пренасочувањето на петтогодишниот план, бидејќи требало да се запре индустриализацијата на Македонија, да продолжи во развиените земји, а Македонија како земјоделско подрачје, екстра профитот од земјоделието, бидејќи имало ножици на цени, многу биле високи индустриските, многу ниски земјоделските, тој прилив на екстра профит требало да оди на север, за да се развие индустријата на север, заради состојбите со информбирото. И овие жестоко го критикувале таквото пренасочување на планот, бидејќи било на штета на Македонија. Значи, сите тие работи биле собрани, вика Петре Пирузе е многу критизер, ќе пробаме ние да го придобиеме. Ако не се крши, тогаш ќе го пуштиме на превоспитување на мермер. Ни на мермер не го скршиле. Значи, тој е еден од ретките мермераши и затвореници на Голиот оток кој не потпишал изјава за соработка. Фактички сите, вика таму, виза, вика, за излез е потпишувањето на изјава дека ќе соработуваш. Значи, и повеќето од логорашите кои се вратиле назад, бидејќи морале да соработуваат со службите, тоа го чувствувале како една тешка казна, како продолжување на затворот фактички, бидејќи ги принудувале да бидат доушници, информатори, значи се формира тој монструозен систем на доушници, информатори. Петре Пирузе било тие тврдите, од тие кои не можеле да го скршат. И можеби затоа толку долго бил отстранет. После 58 година, после 7-миот конгрес на Комунистичката партија, почнува рехабилитација на мермерашите, на голооточаните. Петре Пирузе Мајски и ги враќале во партија, оние кои ги рачунале, имало 4 категории, оние кои ги рачунале повеќе превоспитани, активни, вакви, такви, да ги вратат повторно во редовите на Комунистичката партија. Петре Пирузе, значи 54 година февруари го пуштаат од Голиот оток, 70 година повторно му ја враќаат членската книшка од Сојузот на комунистите. Значи,
А од 58 година веќе почнува тој процес на рехабилитација. Тој фактички никогаш не бил рехабилитиран, иако во некој литературата стои дека 66-67 година го рехабилитирали и така натаму, не е тоа точно. Значи, во тој период, тој 67 година, сака да се кандидира за пратеник, нова хајка против него, па сите луѓе кои биле околу, кои го помагали, сите се изложени на казни, отстранување од работни места, сослушување во политичките органи и така натаму. Интересно е, 59 година беше некоја, мислам, во јуни на информација, како да се следи Петре Пирузе мајски план се прави. Мораме во зградата, тој кај што живе, да најдеме човек кој постојано ќе ни кажува кој влегува, кој излегува од кај Петре Пирузе. Потоа треба да му ја проверуваме поштата, разговорите, значи да најдеме блиски негови пријатели кои ќе не информираат што кажува Петре Пирузе мајски, па сите нивни изјави, разговори. Па дури и информаторите од УДБА морале да констатираат дека Петре Пирузе не бил Ванчо Михайловист, туку бил македонски автономист, кој изјавува дека мене никој не може да ме натера да бидам нити србин, нити бугарин, јас сум македонец и со ништо не може тоа да го сменат кај мене. Значи, дури и тие информаторите од УДБА во нивните извештаи морале тоа да го констатираат. Значи, сакам да кажам за каква цврста личност македонски определена. Само овдека да најавам, имам еден краток исечок за неговото значење од страна на Крсте Црвенковски, но и кажување на Виолета Пирузе, керката на Петре Пирузе. Кратко е, 1 минута е тоа, меѓутоа ќе не воведе во она другото што понатаму треба да го дискутираме. Се надевам сега ќе ни го пуштат. Така. Кои оставија печат во македонската историја, а ние не им се доволно одолжиме. Петре Пирузе имаше свест за своето значење и своето битие во рамките на нашата историја. Неколку дена пред смртта на еден функционер, кој дојде да го посети, а он го прими, беше благороден. Он знаеше да простува и во тоа беше неговата големина и неговата храброст. Јас велам, само храбрите простуваат. И тој го прими тој човек и му рече само толку: правевте се што правевте. Направивте многу работи. Се направивте. Се што може човек на човека да му направи. Тешкоти и несреќи и зло. Меѓутоа, историјата на Македонија без мене не можете да ја пишувате. Да знаете, јас сум дел од таа историја. И тоа останува. Тоа е нешто вечно. Не случајно го одбрав овој дел, бидејќи историјата не може да се пишува без Петре Пирузе, а да не биде македонска историја. Како се одвиваше сето тоа во историографијата? Морам прво да се вратам една работа која испуштив, која е многу значајна за Петре Пирузе мајски. Покрај грижата за правосудните органи, тој беше свесен за образованието. Во текот на 44 година има крајот на 44-та неколку средби со Љубен Лапе, со Димитар Влахов, значи и со други наши дејци од овој период, каде посебно тој го нагласува значењето на образованието. Во Црвена вода на курсот на учители, каде држи реферат за воспитната улога, значи на образованието во нашата држава и така натаму, им се обраќа на учителите со дека тие се мисионери кои вршат една голема хумана мисија и ги поучува дека тие треба да ги воспитаат учениците да си ја сакаат својата татковина Македонија. Значи, ова 44-та година на голема порака до учителите кои ден денеска е многу актуелна, токму затоа се нафати во овој образовен деградиран систем каде се бриши историјата. 44-та година таа асномска генерација била свесна колку значи образованието. Исто така со професорот наш Љубен Лапе, кој бил тогаш прочелник за образование во Битолската област, разговарале околу обновата на училиштата, значи обезбедување учителски кадар.
Исто така Петре Пирузе Мајски се заложил во Охрид да се формира испомагателна каса, во која тој прв внесол 5 дневници, потоа внесували учители, мајстори, занечи и други граѓани на Охрид, и таа испомагателна каса служила за помагање на сиромашни деца, на сираци од војната, да може да се образуваат сиромашните деца, децата без родители. Тоа доаѓа до израз неговата хуманост која во многу сектори се појавила, но и на овој план, на планот образованието, колку големо значење давал на образованието и барал на секаков начин да се помогне образованието во тие први денови во една сиромашна држава опустошена од војната. Тој го сваќал колку во е значењето на образованието за идните генерации, да ја сака сопствената држава, Македонија. Тоа сакав да го кажам. Инаку, за историчарите. Петре Пирузе Мајски, Методија Андановченто, цела таа плејада репресирани заради нивната голема македонска определба и неоткажување од интегралното решавање на македонското прашање, мислам да разјасниме, Методија Андановченто и Пирузе ја прифатиле, Југословенската федерација го прифатиле Авној како еден голем дострел на борбата на македонскиот народ, во кој тој добил свое признание, добил јазик, институции, држава формирал и така натаму. Но тие не можеле да се откажат од идејата за обединување на Македонија, бидејќи тоа бил период и кога било актуелно обединувањето во сите тие преговори меѓу Тито и Димитров. Македонското раководство било фактички отстрането да не настапува со своите барања заради калкулациите и игрите политички кои ги играли интереси Димитров и Тито. Но тоа е опширна тема и не е за сега. Историографијата, македонска, се некаде до крајот на 80-тите години, табу теми за нејзе беа сите овие работи. Сакам да потенцирам дека 58 година излегува на голема книга за првата македонско-косовска бригада, монографија, повеќе од 500 страни, наречена Бригадата на братството и единството. Зборува за борбите во Западна Македонија, каде главен командант беше Петре Пирузе Мајски. Во целата книга од 500 страници никаде не се споменува името од Петре Пирузе. Фалсификување на историјата, крајно фалсификување. И сега кога млади и помлади историчари ќе зема да го читаат, го нема Петре Пирузе Мајски, едноставно избришан од се. Тоа ме подсетува, веќе пред емисијата нели разговаравме, кога 54 година објавува документите на АСНОМ, каде секаде е избришано името од Методија Андановченто. Едноставно се бришат. Или кога се слави формирањето од 25 години, мислам, или 20 години беше од формирањето на првиот скопски одред, кога го формираше Шарло, дошло до меѓу Камерон Тахир, мислам, и Лазо Колишевски, до една кавга. Вика, каде ви е, вика, скопскиот одред? Овој му вика, Колишевски, не постои тој одред. Како, вика, не постои кога ја бев партизан во тој одред? Можете да замислите до каде се диригираше и пишувањето на историјата. Многу датуми кои се утврдија во политичкиот реферат од првиот конгрес на КПМ 48 година, беа задолжителна матрица по која мораше да ја толкуваат македонските историчари. 58 година, замислете се, никаде во борбите на Западна Македонија не се спомнува Петре Пирузе Мајски. Интересно е што Петре Пирузе Мајски, неговиот досие се следи некаде до 76-та година, имате материјали. Макар што досието кое ние го имаме на располагање е многу фризирано. Тој бил следен, веројатно во Белград го има комплетното досие, бидејќи наредбите за таков однос кон него, деградирачки и собирање на такви податоци, правење мрежа на доушници и така натаму, не можеле ниските органи на полиција да го прават или на УДБА, тоа доаѓало на највисоко ниво. Но никаде не ќе најдете еден документ кој би го компрометирал, не знам, Колишевски или Тито или така, во наредбите за да се врши репресија над одредени личности кои ги сметале дека имаат влијание сред народот. Секогаш таргет се личностите кои имаат влијание на народот, па се наоѓа секакви луѓе да ги напаѓаат, да ги деградираат и така натаму. До ден денешен истата приказна имаме, нели? Петре Пирузе сака да го избришат од историјата. Но среќа што во историјата немаме вечно поразени и вечни победници. Се менува. После 90-та година веќе полека се отворија табу темите
за сето она кое се случувало, бидејќи историјата едно секогаш ние викаме како научници адиатор алтера парс. Така е. Значи, така е. дојде време да Така се е. слушни и другата Така е. страна. Другата страна. Да, интересно е, например, 80-та година Петре Пирузе умира. 83-та година излегува збирката поезија на Ѓока Соевиќ Косовац, кој бил партизан во македонската Косовска ударна бригада. Македонско-косовската бригада, да. И кој за Петре Пирузе за него бил идеал на еден партизански командант, на еден свет борец. И ги опел во неговите поеми, Рорманске зоре, Победом обасјане и Три руже на гробу Мајскog, значи тоа се тие негови две поеми. И 83 година, по повод на смртта на Петре Пирузе Мајски, се дистрибуира таа удба вознемирена, директиви, следат луѓе, која дистрибуира, каде, викат на разговори. А веќе 3 години е мртов Петре Пирузе Мајски. 86 година се слави годишнина од провалата во Охрид 41 година, каде Пирузе и Колишевски беа осудени на смрт. Весникот Нова Македонија... Само малку да ти кажам. Го читав бугарскиот извештај, Да. каде што се вели дека Пирузе се застапувал за ново ослободување на Македонија и влијал на оние другите да се борат. да се борат. А тие мислеле дека ја ослободиле Македонија. Тоа е, значи, нивните илузии за ослободителната мисија на за ослободителната мисија. Администраторите. Така, за досието правевме муабете за 83-та година како го следат. Иако човекот е починат. Значи, 86-та година Весникот Нова Македонија објавува дека 41 година од бугарскиот суд таму окупационен е осуден Лазар Колишевски на смрт и еден друг другар. Не се спомнува името, значи 86-та година се работи, може да си замислиме тоа, нешто е страшно. Така што Петре Пирузе до распадот на федерацијата бил црна табу тема во македонската историографија. Значи, секаде го бришеле, го деградирале, одбивале да му ја вратат партизанската споменица. 47 година му ја одземаат и тоа му ја одзема затоа што се спротиставува. Не е партиски дисциплиниран, се спротиставува на одлуките на ОЗНА со кои се руши правната држава и сето те делувало. Никаде нема кој му ја одзел, по чија наредба, како му ја одзел. Историја уште не знаеме како му е одземена и кој наредил да се одземи таа партизанска споменица во 47 година. Значи тој бил добитник на партизанска споменица 47 година му ја одземат, му ја враќаат некаде на крајот 67 година, мислам дека му ја враќаат. Не му ја враќаат, него наново му даваат или како се случува, не знам, но тој до крајот, значи до распадот на Југославија не е рехабилитиран. Значи личност која гледале да го избришат од историјата, но историјата не се брише. Колку да бришите, тоа мора еден ден пак да си го најде своето место. Значи после тоа 93 година се држи тој Институтот за национална историја, значи го организираше тој голем научен собир за Петре Пирузе Мајски и тогаш веќе се афирмира и целосно се рехабилитира една голема личност од македонската историја која за жал многу неправда претрпе токму од оние другари со кои се борел, токму од татковината за која дал својата младост, на која посветил целиот живот, токму да дочека и затоа на Димча Димитрески му кажува дека јас никогаш не сум верувал дека за оние за кои го дава животот и се дека од нив најсурово ќе бидеш казнет и така ќе постапат со тебе и по 3 децении од излегувањето од затвор да бидеш човек без свој идентитет, без своја личност, значи да те шиканира до крајни граници. Тоа е една многу тешка, трагична судбина што ја доживуваат, но што е најважно, останува чесен, хуман, правичен, значи до крај, достоинствен човек и секогаш јас викам таквите личности секогаш ќе се вратат во историјата, бидејќи нивниот живот, нивната борба, нивното однесување се поука за сите генерации, да си ја сакаме татковината, но заради ниедна идеологија да не газиме врз човекот. Значи, пораката е негова дека човекот е пред се. Треба да се почитува човекот, да се почитуваат вредностите, правдата, моралот, а не да се гази врз човековата личност. Значи, тоа е една најголема pouka вака историска која не ја остава нам на идните генерации Петре Пирузе Мајски.
Дури сега кога спомна околу неговото рехабилитирање, знам дека дури и погребот негов е направен на трошок на семејството, не е на државата, која би требала за еден таков великан, кој што нели е веќе рехабилитиран, таа да го организира и направи тој траурен чин, па дури и онаа биста која што стои пред Охридскиот суд, Таа е скоро направена. таа е направена и е донација од адвокатската комора, а не од некои други, А не од државата. не од државата. Значи, последното прекршување на правото го прави македонската држава кога не е испочитуван законот за носители на споменица партизанска 41 година. Според тој закон, секој носител на партизанска споменица, Петре Пирузе бил носител, значи требало државата да организира погреб, да се направи спомен обележје на истиот човек, државата не го испочитувала законот во однос на Петре Пирузе Мајски. И тоа е целата абсурд, иронија на неговиот живот и неговата борба. Човекот кој сакал да воведе правна држава на сите сегменти и 50-та година и 49-та, па се до неговата смрт биле кршени правните норми во Дури мислам дека држава. и денес, во денешно време, сметам дека ниту македонската држава, а ниту градот Охрид не се имаат одолжено, може би и не знаат за каква величина на човек станува збор, а би требало тоа да го направат. Да. Да не зборувам за она што се случуваше во Скопје, за една улица која што беше именувана како Мексичка, па Петре Пирузе, па пак се враќаше во времето на Шилего. Да, јас тогаш баш напишав еден статус на Фејсбук, Да. Панчо Вила или Петре Пирузе, или Да, така да, беше. значи уште тоа Значи, фалеше во денешно време, докаде нашето општество ке тоне во своето незнаење, неукост, а тоа пак раѓа вредност која што те прави да бидеш ништовен. Значи, едноставно си човек ништо. Ништо. Немаш корен, Да. ако си без корен, дрво кој се суши, швејка на ветерот. Значи, тоа се пореметени вредности кои ужасно ми сметаат. Мислам, сега тоа се треба да се вратиме на нашиот образовен систем, На образовниот систем. кој е руиниран. Уште Ако нешто сакате да уништите ве држава, прашам. Некаде прочитав дека Петре Пирузе е во комисијата за македонската азбука. да. Значи, од 27 ноември до тамо некаде 5 декември или како 44 година, тој е член на таа филолошка конференција која води Епиминонда Поп Андонов, Да. и кога се носи таа привремена азбука која се дава, и Епиминонда вика ние мораме да донесеме азбука во духот на македонскиот јазик. Петре Пирузе токму член на таа комисија, значи тој би ангажиран, кажав, не само во правосудството, туку образованието, азбуката, сето тоа кое ги чини основите на една држава која треба да живее, Со институции, која да треба не да има заборавиме. корен, Тие се многу важни институциите. корен од базата се поставува за да може тоа дрво да листа натаму, да се развива. Значи тој корен го негува, кој се поставува, кој се сади на македонската држава, значи е член на таа комисија кога се носи привремена азбука за во школите, а после тоа 45-та година нели се менуваат други филолошки комисии кои ја носат оваа азбука која имаме денес и правописот и така натаму во мај и во јуни. Но Петре Пирузе на првата, значи комисија во таа филолошка конференција која се држи, на која се установува првата привремена македонска азбука. Сега веќе на крајов од нашава емисија едно прашање, бидејќи долги години сте во образованието, во науката, кој треба да ја изучува, создава, пишува и толкува историјата? Дали тоа се некои полуписмени или ентузијасти, многу ни се наметнуваат во денешно време ентузијастите што читаат, па биле многу упатени. Јас сум Предававте некој методика и затоа ве прашувам. Некој принцип су поставила да не дискутирам за историја со неисторичари. Некогаш така знам нешто да кажам ако ме прашат, но не сакам бидејќи се знаат другите. Да. Знаеш, кога ми објаснува нека работа, например, за некоја личност, таа личност јас сум ја проучувала, сум читала илјадници,
документи и сега мене ме убедуваат. Например, се сеќавам за еден таму во инбокс на Фейсбук ми пишува за аграрната реформа. Ти вика ништо не знаеш. Ти што знаеш за аграрната реформа? Јас да ти кажам дедо ми што ми кажа и што да му кажам. 274 кути во архивот на Македонија со по 2000 документи сите прелистани. Во Белград 296 кути од фондот за аграрната реформа прелистани. Да не зборувам за други материјали. И сега тој ме убедува дека дедо му тоа што му кажувал, тоа е вистината, а не 500-600 кути архивска граѓа кои јас сум ги прегледала за таа тема, значи. И мислам дека не вреди да се дискутира. Треба тие дискусија се тргаат. Сепак треба историјата да се остави на компетентни луѓе, на историчарите. Дури ние и како историчари не знаеме се. Јас не можам со колешката Проева да зборувам за античка Македонија или не знам со колегата Панов за средновековието. Ама тие не може со мене да зборува за современата историја. Значи, или за преродбата со вас да зборувам, мислам. Сите ние како историчари треба да се почитува стручноста и компетентноста. Ние ја знаеме целата историја, но секој од нас обрнал внимание и истражување, она темелно истражување кое го правил за некој свој период. Затоа треба да се препушти на компетентни луѓе. И воопшто, целата ова држава треба да ја градат компетентни луѓе. Наново треба да ја градиме. Уште еден наслом, јас викам дека треба. Значи, образованието, кога ти е уништено, уништена државата. Значи, прва работа која ќе треба во тоа реформирана држава, јас нека биде како сака, образованието, наставните програми. Јас многу се спротивставував 90-та година, кога почна се менуваат наставните програми. Од еден убав, ти извадија дезидеологизацијата, така нема, имаше јака компонента на дезидеологизација, табу теми. Јас прва станав да пишувам за табу темите, па цела удба и сите си ги нагрнав на свој грб, значи многу непријатели си создадов. Но, значи, треба да се отворат табу темите се, но немој да уништуваш систем и оно што давало резултати, било позитивно. Ние избришавме еден многу квалитетен образовен систем за да правиме експерименти, 30 години експерименти во образованието носат промашени генерации, неуки генерации. Сега тие неуки генерации треба да управуваат со ова држава, со ова власт и каков просперитет ќе чекаме. Нема просперитет, затоа образованието е една неголема инвестиција во една држава. Затоа Петре Пирузе уште 44-та година сватил колку образованието, па барал начини да се помогне, да се обнови така натаму. Им кажувал на учителите дека вие треба да ги учите децата да ја сакаат татковината. Значи, ако ја сакаш татковината, ако има солидно образование, ќе имаш држава. Ако нема солидно образование и ако не ја сакаш државата, ништо не бива, нема просперитет. Јулита, јас ти благодарам за денешно гостување. Ние намерно ја одбравме оваа тема, како што рековте. Петре Пирузе треба да биде инспирација, но и четиво за сите овие генерации кои што сакаат прво да живеат, потоа да создаваат, а трето и да владеат со оваа држава. Да се вратат на корените на македонската историја, асномската историја, бидејќи ги имаме сите одговори на денешните прашања. Вие ги спомнавте Полежиновски, Лазар Соколов, Ченто, Пирузе, цела онаа генерација која што ги постави темелите на македонската држава и сите идни генерации кои што ќе сакаат да управуваат во оваа држава, нека ги прелистаат страниците на македонската историја и ќе ги најдат сите одговори и сите ликови оние кои што се потребни за воиднина. Добра ноќ!